Здраво сите, добредовате во последната епизода за оваа мини сезона на Говориме за фудбалот. Како што знаете, во претходните две епизоди разговаравме и анализиравме за групниот класман во првата рунда на светското првенство, ги дадовме своите мислења и ги, да речем, ги представивме најшокантните и најизненадувачките фактори што се случија. Се мислам дека можеме да продолжиме со групата И, каде што беа уште група безличени Франција, Норвешка, Сенегал и Ирак. Лично гледано, мене ова ми беше најтешката група во целото светско првенство, затоа што тука беше Франција, кој што е светски шампион од 2018 година, го поседуваат, да речеме, најдобриот, можеме слободно се каже, најдобриот состав го поседува за ова светско првенство, кога се гледаат само играчите. Тука беше Норвешка, организација која што беше многу потценета на почетокот на ова светско првенство, но како што видовте, да речеме, ги замолчи сите фанови кои што ги елиминира уште во групата, и тука беше Сенегал кој што го освои на контроверзно афричко првенство и секако организација која што на секој светско првенство сака да стигне најмалку од финалето и знаеме дека тие се меѓу најдобрите во Африка. Така, како што кажаме, ова беше најтешка група, но Франција како Франција ги победи сите три надпревари, со 9 поени заврши на првото место и тука дојде на преварот помеѓу Норвешка и Сенегал. Јас лично прогнозирав дека ќе има многу голови на тој надпревар и така испадна. Сепак Норвешка ги понесе 3 поени од тој надпревар. И тоа беше, да речеме, клучното за разврската на оваа група, затоа што Норвешка со 6 поени продолжи понатаму. Сенегал заврши третото место со 3 поени и имаше среќа да биде помеѓу најдобрите трето пласирани. Заборавената екипа од оваа група беше репрезентацијата на Ирак, која што имаше доста интересни квалификации во азиските првенства, но во ваква група мислам дека нема што да бараат и го завршија првенството со 0 поени. Следна е групата Ј, каде што игра Аргентина, Австрија, Алжир и Јордан. Мислам дека според сите очекувања Аргентина ги оправда очекувањата и заврши прва на оваа група со 3 победи од 3 надпревари. Втора беше репрезентацијата на Австрија, но мислам дека не мора тоа да се потенцира, затоа што Австрија и Алжир изигра еден сомнителен надпревар во последното коло, каде што на двете репрезентации требаше нерешено и тоа го направија. Австрија и Алжир, како што кажаме, го делеа второто место со 4 поени. Овде беше репрезентацијата на Јордан, која беше дебитант на светските првенства и за нивна жал освоја 0 поени и ги испакува коферите. Група К, Колумбија, Португалија, Демократска република Конго и Узбекистан. Ова беше доста интересна група, затоа што вака на хартија кога се гледа не се премногу атрактивни селекциите, но баш од тој фактор на непознатото не можеме да знаеме што све да очекуваме од сите овие репрезентации. Како и да е. Колумбија, мислам дека направи изненадување тоа што ја освоила група со 7 поени, тие на првото место. Португалија беше втора со 5 поени, затоа што Португалија, како што знаеме, во првото коло киксна со Конго, изигра нерешено. Подоцна кога мора да победат Колумбија за да бидат први, исто така киксна и има се на 5 поени. Трет беше Конго со 4 поени. Конго изигра да речем доста респектабилен фудбал, направи се што може и освоја 4 поени, отида понатаму во 16 на финалето, и репрезентацијата на Узбекистан, која што не освои ниту еден поен, односно на нивото деби, да речем ги разочара нивните фанови, но како неутрален навијач не можам да кажам многу лоши зборови, затоа што како и за репрезентацијата на Јордан, во оваа група немам што многу да барат. И последната група беше групата Л, каде што беа извлечени Англија, Хрватска, Гана и Панама. Ова група исто така беше меѓу моите фаворити за нејасна разврска кога станува збор за првото место во групата. Англија заврши прва со 7 поени. Има проблеми со Гана и Панама во првите полувремиња, не успева најчисто да создава шанси, но 7 поени, мислам дека тоа беше доволно колку да се помине. Има одлична утакмица со Хрватска во првото коло. Хрватска заврши втора со 6 поени, изгубија англичаните, не беа баш селективна таа утакмица, но подоцна против Гана и Панама нема некои големи проблеми и тие две победи практично им гарантира место понатаму. Гана беше трета. Гана мислам дека покажа се што знаеше, изигра респектабилен фудбал, ја победи Панама во таа за нив клучна утакмица и со тоа отида во 16 на финал. Како што знаете, во ова светско првенство имаше една дополнителна фаза, односно кога ќе поминете групата не се одеше во 8 на финале, туку во 16 на финале, и тоа беше така заради фактот што ова светско првенство имаше 12 дополнителни екипи. Со само за тоа и дополнително со фактот дека многу третопласирани репрезентации одеа понатаму, мораше да се направи 16 на финале.
Како што знаете, во 16-ти на финале имаше, да речеме, неколку изненадувања. Германија шокантно загуби од Парагвај. Парагвај играше, да речеме, доста деструктивен фудбал, но тој не заврши задачата, игра дефанзивно и не прими еден гол од Германија, но и даде еден гол против Германија и тоа ја заврши работата затоа што на пенали има таму умешност и ја завршила работата, Парагвај ја елиминира Германија и тоа за мене на големиот шок на ова првенство. Франција немаше проблеми со Шведска, отиде дале, да речеме, лагано. Јужна Африка против Канада. Тоа беше доста тврд надпревар, каде што немаше многу шанси, но Канада како домаќин успеа да постигне гол при крајот на мечот и со тоа отиде во 8 на финале. И уште еден од тие шокови што ги кажавме, следната надпревар е тоа, Холандија против Мароко. Холандија изигра добар надпревар, се на себе беше добар надпревар, но исто така и Мароко изигра добар надпревар, заврши 1:1 по регуларно време и на пенали Мароко успеа да шокира Холандија и да испади од првенството. Не беше ова толку шок како Парагвај, но сепак се очекуваше од Холандија да оди понатаму. Следниот надпревар беше Португалија против Хрватска, еден доста контроверзен надпревар и поради поништените голови и поради голот што Хрватска го постигна за 2:2 и тој беше поништен, а причината беше доста банална, топката го цимнала Матановиќ за косата и заради тоа бил поништен гол, затоа што тој се наоѓаше во офсайд. Според мене тоа е доста непотребно правило, затоа што со тако минимален контакт не може да се промени правецот или да влие играчот на играта со таков контакт, но сепак правило да се правило, голот беше поништен и Хрватска испадна, Португалија отиде понатаму, Шпанија имаше доста, да речем, лесен направа против Австрија, победија 3:0. Следна беше репрезентацијата на Америка, односно САД против Босна и Херцеговина. Можеби на Балканот се очекуваше малку повеќе од Босна и Херцеговина, но Америка како домаќин ги оправда очекувањата и 2:0, да речеме, доста гладко отиде понатаму. Следна надпревар беше Белгија против Сенегал. Ова беше за мене еден од најомилените надпревари за оваа рунда, затоа што, како што знаете, Сенегал водеше до 80-та минута 2:0. После тоа што се случи, нема сака да се сеќават на тоа сенегалци, затоа што доживеа колапс. Белгија успеа да даде да постигне 3 голи за еден многу краток период и со тоа да речам ја шокира, не дека беше шок пред да почне прва, но Сенегал сигурно не очекуваше тоа да се случи. Бразил и Јапонија доста интересен надпревар. Бразил имаше посилно, напаѓаше, Јапонија го постигна првиот погода, но брзо потоа ги превзема родите во своји раце, победија 2:1, тоа беше очекувано. Следен надпревар беше Брегот на Слоната коска против Норвешка. Да бидам искрен, очекував повеќе од Брегот на Слоната коска од овој надпревар. Норвешка не играше атрактивно, но сепак постигна повеќе погодаци, го елиминираше Брегот на Слоната коска. Беше тоа доста еднаква надпревар, но сепак квалитетот се покажа на виделина. Мексико против Еквадор. Ова беше надпревар каде што Мексико многу цврсто ја управда фаворитската улога, затоа што го победи Еквадор уште во првото полувреме. Да речеме, во второто полувреме Еквадор му беше препуштен посилно, но едноставно не успеа да создадат квалитетни шанси. Следниот надпревар е Англија против Конго. Ова беше многу возбудлив надпревар, затоа што Англија губеше се до 75-та минута, ако не се лажам, и потоа квалитетниот на Хари Кейн дојде на израз, затоа што тој постигна два ефектни поголци за да ги елиминира фринкаците. Следниот надпревар Аргентина против Капе Верде. Капе Верде уште еднаш покажа дека во никој случај не смеа да бидат прикажувани како аутсайдери, затоа што на светскиот шампион му даден толку цврст надпревар и Аргентина се мачеше дори во продолжеци да го добие овој надпревар. Следниот меч Австралија против Египет. Ова на хартија можам да кажам слободно дека беше најмалку атрактивниот надпревар, но имаше тука многу физички и цврст фудбал. Заврши 1:1 во регуларно време, но на пенали Египет беше тој што успеа да помине понатаму, како што кажав на почетокот, Египет го очекував да стигне намалку до 8 на финале. Следен надпревар Швајцарија против Алжир. Да бидам искрен, не го гледав овој надпревар сите 90 минути, затоа што, како што знаете, се играше многу касно, но според све што прочитав, Швајцарија убедливо и заслужено го добива овој надпревар, а Алжир имал своји шанси и можеби и африканците очекуваа повеќе, но сепак не успеа да дадат гол.
След натпревар Колумбија против Гана, исто како за претходно, можам и за овој да тврдам дека не го гледав во живо, но како што прочитав бил многу цврст натпревар, но сепак Колумбија со своја квалитет успеале да наминат понатаму. Осмина финалината беа исто толку впечатливи за гледање, затоа што имаше исто така неколку шокови, можеби не толку големи како на пример Германија, но сепак се случиле многу интересни резултати. Парагвај против Франција успеа да победи од 2-1 спрема 0, уште еднаш парагвајците покажаа дека се цврста екипа која што преферира дефанзивен фудбал. Следна беше на пример Канада Мороко кој што заврши 3-0 за Мороко. Лично бев изненаден што Канада не покажа голем отпор во овој натпревар, затоа што Канада мислам дека овој натпревар не го игра на домашен терен, без разлика на тоа, мислам дека Мароко не беше толку подобар за да победи 3-0. След натпревар беше Португалија против Шпанија. Овој натпревар реално очекува повеќе голови и очекува Португалија да даде поголем отпор, но во второто полувреме настанали чезна и Шпанија да речам заслужено дојде до резултатот 1-0, иако сите очекува продолжение на овој натпревар затоа што немаше многу шанси. След натпревар САД против Белгија имаше многу големи контроверзии во прсута на овој натпревар затоа што американски политичари, односно претседателот Доналд Трамп се вмеша директно во законите на ФИФА и некако успеа да го избрише црвениот картон, односно да го помести црвениот картон на Баловин. Тоа значеше дека тој ќе може да игра на овој натпревар, иако во претходната утакмица доби црвен, што значеше дека нема да смее да игра, но сепак тие направија својата магија и некако магично го преместија црвениот картон за следните превари. На белгиците воопшто не им се допадна овој потек, а мислам дека тоа најдобро го покажа на терен, каде што ги класира американците пред својата публика со 4-1. Овој натпревар можам да слободно да кажам дека беше нивниот најдобар натпревар на ова светско првенство, затоа што направено во кикси, како што кажавме. Следниот натпревар беше шокот на оваа рунда, можеби не за сите најачи, но како што се очекува, мислам дека повеќето на нив очекува лесна победа на Бразил против Норвешка. Но норвежаните уште еднаш покажаа дека не треба никако да се потценуваат. Има многу квалитетни поединци кои што можат да го освојат натпреварот со еден потек, а баш тоа го направи Ерлинг Халанд кој што со два ефектни погодоци ги замолчи брзиците кои што на уште на светско потврлија и не докажаа дека се татковци на фудбалот. Следниот меч за мене најатрактивен и највозбудлив беше Мексико против Англија. На легендарната Ацтека, англичаните два пати имаа предност, но Мексико пробуваше да се врати и кога Англија доби црвен во 60-та минута, многу најачи помислеа дека ова е крајот за нив, односно дека Мексико ќе даде ако не уште барем еден погодок и ќе однесе утакмицата на продолжение, но тоа не се случи. Англичаните изиграа на доста компактна одбрана и не дозволеа Мексико да изедначи. Со тоа Мексико како домаќини изгубија во осмина финалето, а Англија продолжи понатаму. Имаме уште два натпревари. Првиот од нив два е Аргентина против Египет. Ова беше натпревар кој што многумина го гледа како лесен за Аргентина, но до 60-та минута се крчкаше еден голем шок. Египет победе со 2-0. И тука многу најачи беа да речам чудо невидени и мислеа дека ова ќе биде крајот за светскиот првак, дека ќе спаднат во осмина финале, но сепак Меси и компанија уште еднаш покажаа дека не смеат да бидат потценети на ниту еден натпревар и дека не смеат да бидат отфрлени пред да заврши натпреварот со 3 погодоци. Уште пошокантно го свртија натпреварот, сходно кажано, и победија отидоа во четвртфинале. Следниот натпревар беше Швајцарија и Колумбија. Ова беше цврст натпревар, каде што до 90 минути немаше многу шанси, но во продолжение имаше поготово Колумбија имаше неколку шанси кои што можеше да го донесе натпреварот, да речем да ги земе 3-1 условно кажано. Можеше Колумбија да победи лесно во продолжението, но не победија, ги промашија своите шанси, затоа беа казнати на пенали. Швајцарија рутинирано ги погоди сите 4 пенали и отидоа во четвртфиналето. А четвртфиналето приказна само за себе затоа што имаше неколку маркантни натпревари. Франција против Мороко 2-0, но тој натпревар не беше толку лесен како што кажува резултатот. Франција, Мороко и тоа како им пружи отпор на французите, можеби не баш како што очекуваа, затоа што не дадоа гол, но сепак мислам дека Франција со својот квалитет, да речем квалитетот исплива на површина и победи. Следниот меч Шпанија против Белгија. Иако многу луѓе очекуваа дека Шпанија е подобра од Белгија на ова првенство, сепак Белгија не изигра ниту малку лошо. Белгија се држеше додека самиот крај на преварот, Белгија имаше нерешен резултат, но подоцна по киксот, по индивидуален кикс на голманот, шпанците искористија таа шанса со 2-1 и не дозволија да има продолжение, победија и отидоа во полуфиналето.
Следно напред Норвешка против Англија. Норвежаните и на овој напред покажаа дека се една од најпоценетите репрезентации на светско, односно покажаа дека се една од најдобрите европски екипи кои што стигнаа до. Има своји шанси, постигнаа погодок, но за нив жал англичаните постигнаа 2 погодоци. Покажа англичаните дека се поискусна екипа во секој случај, се пасираа во полуфиналето. Следот се напред беше Аргентина против Швајцарија. Аргентина и на овој напред имаше неколку да речам предизвикувачки ситуации. Се мачат на швајцарците, но на продолжение успеа да победат солидно и да се пасираат во за нив трето полуфинале поред. И сега доаѓаме до полуфиналето. Ова беше фаза каде што сите спортски навивачи нема појма кој ќе оди понатаму, затоа што овие напред беа толку изначени што и на самите напред не се знаеше кој ќе победи. Вака, Франција и Шпанија го одиграа првото полуфинале. Французите, кога да прочитате, ќе ви кажат дека многу разочараа во овој напред. Не дава ниту еден гол, изгубија 0-2 од Шпанија. Можам да кажам дека Шпанија тактички ги надигра, изигра една многу компактна игра, ги искористија своите шанси, а во дефанзивниот дел беа многу дисциплинирани и ги спречија Дембеле, Мбапе и компанија да постигнат победа. Франција беше разочарана, они сакаа да одат по златото како го испуштија во 2022 година, но сепак не сакаше судбината да играат финале. Второто полуфинале Англија против Аргентина речено полуфинале кој што англичаните ќе памтат полошо. Англичаните во првото полувреме играат да речем 50-50, беа тука негде со ретниците, а во второто полувреме додека го постигнат гол англичаните беа подобра екипа. Но тоа што е трагично за нив е фактот дека откако го постигнаа голот, тие се решија на една ултрадефанзивна игра. На 1:0 на пола сат до крај, англичаните решија да го паркираат автобусот и тоа како ги кошташе на крај, затоа што Меси и компанија успеа да дадат 2 гола во завршетата и да не дозволат нима продолжеци, односно аргентинците двата гола ги постигнаа пред 90 минути условно кажано и на голем шок на англиските навивачи, англичаните испаднаа на еден ваков суров начин. И сега доаѓаме до финалето, до најголемиот напред на фудбалската игра, каде што се сретна репрезентативите на Шпанија и Аргентина. За многу навивачи, Аргентина не беше баш најзаслужната репрезентација што стигна до финалето, некои се жалеа на судењето, некои се жалеа на нивната игра, но финалето е финале, не смееме да подцениме, не смееме ни на крај помалку да подцениме некоја репрезентација што стигнала до финале. Шпанците со нивниот фудбал со голем посед го доминира овој напред. Шпанија имаше топката скоро цело време, Аргентина немаше ниту еден шут до продолжеците. Значи утакмицата заврши 0-0 до 90 минути, Шпанија можеше да биде разочарана што не даде гол при толку посед, но мислам дека нивното разочарување немаше да трае долго затоа што во продолжението со голот на Феран Торес Шпанија заслужено го победи тој надпревар. Аргентина беше, да речам, фокусирана на самата одбрана, они сакаа да издржат со нерешено до кај што може понатака, но тоа ги кошташе никого што ги кошташе англичаните. Напревар заврши 1-0 по продолжение. Шпанија заслужено стана светски шампион, откако го освои претходното европско. Мислам дека се на се ова е многу заслужено за шпанците. На целото првенство форсира многу допадли фудбал, напајачки, каде што не шутира премногу кон гол, но топката цело време беше кон нив, а за тоа сведочи фактот дека примија само еден гол на целото првенство, односно мислам дека Шпанија докажа дека ако топката е цело време во твој посед не можеш да примиш гол. Таа теорија мислам дека ја докажа шпанците на многу ефективен начин, станаа светски прваци. Не смееме да заборавиме напредот за трето место каде што Франција и Англија изиграа еден прилично, да речам, надпревар кој што ќе се памти, затоа што надпревар заврши 4:5 за Англија. По 45 минути Англија имаше водство 4:0. Тоа беше, да речам, неслушно до сега, да има толку многу погодоци и сите тие погодоци да бидат постигнати од една селекција во еден ваков надпревар. Англичаните изиграа многу, да речам, англичаните изиграа одличен фудбал во првото полувреме, но кога почна второто полувреме, мислам дека одма се види тој пад во нивната игра, затоа што Франција за брзо успеа да даде 3 гола. И со самото тоа ја отвори утакмицата, беше 4-3, но подосна Англија, да речем, ја загарантира победата, даде го за 5-3, подосна прими уште еден гол за 5-4, но мислам дека кога го даде гол за 5-3 немаше многу сомнежи дека тие ќе освојат бронзата на ова светско првенство. Како што кажаме во првата епизода,
Моите впечатоци се воглавно добри за самиот фудбал. Имаше многу голови, имаше доста атрактивни надпревари. Како што знаете, заради временската зона, многу надпревари се играа во после 12, односно после поноќ по наше време. Не може сите навигачи во Европа да ги проследат сите надпревари, но тоа да речеме е природен фактор. Она што не е природен фактор е да речеме неколкуте мешања од американците во самата игра, со тоа што направија во финалето да има полувреме од 40 минути, каде што имаше да речем концерта и беше концерт на некои многу навијачи од Европа не им се допадна тоа, затоа што тоа е да речеме директно мешање во правилата на играта. Како што кажам, јас мене лично не ми се допаѓа паузите за освежување, тие траја предолго, траја може 4-5 минути и не ми се свиѓаше тоа што премногу селекција игра во премногу различни градови. Една група се играше во 6 различни стадиони, мислам дека немаше потреба толку да се компликува, затоа што со секој различен стадион тоа е дополнителна километража, односно дополнително патување за фудбалерите. Знаеме дека во Америка градовите се на големи дистанции и не беше седно на фудбалерите. Како да мислам дека можеме да затвориме оваа епизода, мислам дека кажав се што сакам да кажам за ова светско првенство, иако доцна го аплоднувам видео, како и да мислам дека нема да ми се годите. И знам дека секогаш гледам да бидам искрен, односно гледам да бидам да речеме доследен во моите изјави кога станува збор за фудбал. Така да, тоа е се што можеме да кажеме. Се гледаме за неколку недели со нова сезона на вашиот омилен серијал Мистериозните папки. Ќе фрлиме поглед на многу мистерии кои што давно сакам да ги обработам. Ќе фрлиме еден добар поглед, ќе понудиме теории, ќе понудиме докази, ќе видиме што се може да се направи за тие случаи. До тогаш пријатно и се најдобро.